Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитуван господине министар. Демократската унија за интеграција ќе даде поддршка на предлог измените кои што се денес пред нас, измени на изборниот законник, и во продолжение јас ќе се обидам да дадам неколку причини или образложение за тоа зошто ќе дадеме поддршка за овие измени, иако уште на почетокот при отворањето при воведот на мојот збор сакам да изразам жалење поради фактот што и денес на ова гласање одбија да учествуваат пратениците од Социјалдемократската унија на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз. Како и да е, ова е нивна политичка одлука која што е во однос на актот на гласање. Се надеваме дека тоа нема да се одрази, односно дека ќе се одрази во еден поинаков дух ова недела која што им ја даваме како можност што се однесува на нивната одлука за вклучување или пак не во предизборниот надпревар за локални избори. Првично, значи, овие измени се во однос на тоа да понудат токму на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија една дополнителна можност за повторно разгледување на нивните ставови и учествување во локалните избори. Ова парламентарно мнозинство во знак на добра волја и готовност како одговорно парламентарно мнозинство, одговорно за политичкиот момент во кој што се наоѓа Република Македонија и не само за политичкиот момент, туку уште повеќе како парламентарно мнозинство кое што е многу заинтересирано да демонстрира зрелост, институционална зрелост и институционален капацитет за гарантирање на еден демократски амбиент за слободни, фер и демократски избори, и влеговме во еден процес на измена изборниот законник за да создадеме еден нов законски простор или една законска нова можност која што во главном ќе биде, да не кажам само, во интерес на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија за да учествуваат на следните локални избори. Како второ, ние сме многу свесни и многу одговорни за фактот дека парламентарната блокада која што ја прави Социјалдемократскиот сојуз на Македонија всушност за жал загрозува или се заканува да ја повреди токму европската перспектива на Република Македонија, и ова е еден абсурдитет или пак политички парадокс со кој што се соочуваме ние, затоа што додека сите партии се изјаснуваат дека се посветени за врвниот приоритет или пак приоритетот број 1 за Република Македонија, тоа се токму евроатлантските интеграции, најголемата партија, втора по партија, македонска партија која што е актуелно во опозиција, одбива да стане дел од изборниот процес, придонесувајќи за жал во создавање на еден лош впечаток за Република Македонија, еден невистински имидж за Република Македонија, таму каде што всушност не мониторираат, каде што не наблюдуваат и каде што не оценуваат. Ние одлучивме да ги направиме овие измени на изборниот законник затоа што остануваме посветени кон европската агенда, кон приоритетите на земјата, кон диалогот на високо ниво, многу свесни дека пораките кои што сме ги добиле минатите недели токму и од високиот комесар за проширување, меѓутоа и од други представници кои што ги следат настаните или развоите во Република Македонија, се чини дека не се многу надежни. И поради овие причини Демократската унија за интеграција ги повикува политичките актери, во главном и пред се социјалдемократите во Република Македонија, да повторно ја преиспитаат нивната политичка одлука и да имат предвид повторно за нивните позиции што се однесува на локалните избори. Доколку Република Македонија треба да докаже политичка зрелост, институционална зрелост, функционална демократија, и јас мислам дека тоа не е само одговорност на партиите на власт, всушност сите политички актери, а потоа не само политичките актери, имаат одговорност
да се однесуваат одговорно, да ги докажат или потврдат овие капацитети, затоа што доколку во овој период на власт или на власт се наоѓа една политичка структура или пак една определена политичка коалиција во еден следен период, тоа може да биде или да се најде на таа позиција една друга структура, како што и било. Значи, институциите ги градиме заеднички, без оглед што тоа го правиме во различни периоди. И затоа одговорноста за да се демонстрира институционална зрелост е заедничка. И трето, ние го правиме овој чекор денес, поаѓајќи од фактот дека изборите всушност се прават за граѓаните и посебно локалните избори се прават за граѓаните. Тоа е најдобрата шанса, ако не единствена шанса за граѓаните да донесат одлуки сами за себе. Многу сме убедени дека граѓаните, гласачите, поддржувачите на определените политички опции очекуваат и барат од партиите за кои што даваат поддршка да ги гласат за да им понудат политичка понуда на следните избори. Не сакам да верувам дека постои политичка партија која што ќе нема да им дозволи на нивните на своите следбеници од ова изворно уставно право. Не сакам да верувам дека во Република Македонија постои политичка структура која што им вели на своите гласачи: вие немате право да не бирате нас. Или пак да не изберете на следните избори. Затоа од оваа говорница апелирам повторно да ги разгледаат повторно своите политички одлуки, разгледувајќи ги ови измени, предлог измени на изборниот законник. Четврто, кажано и повторно се вели дека СДСМ одбива да учествува на локалните избори поради настаните од 24 декември. Почитувани колеги пратеници, јас сум многу убедена дека токму изборите се најдобриот тест или најдобрата можност каде што граѓаните ќе може да кажат што мислат за 24 декември. Се друго ќе биде само шпекулација. Доколку СДСМ одлучи да не излезе на изборите, како ќе знае на изворен начин која е идејата и која е мислењето или пак впечатокот на граѓаните врз основа на медиумските написи, има впечаток дека тие не се доволни. И да привршам со мојата дискусија, сакам да изразам благодарност, односно позитивен впечаток и признание што со сите тие измени на изборниот законник денес всушност тие нема да се донесат само со гласовите на власта, односно парламентарното мнозинство, туку дел од ова гласање се и нашите колеги од ДПА. И ако некој се уште продолжува со инсистирање дека во Македонија нема политички диалог, јас би рекла дека во Република Македонија има политички диалог. Меѓутоа, што ако тој политички диалог се води во околности каде што една политичка партија поради некои најти одбива да стане дел од тој диалог. Власта и опозицијата има диалог, можеби не се толку бучни како тогаш кога е СДСМ присутна, меѓутоа секако различни опции се присутни во парламентот. Благодарам.